Најавите за добра бројна состојба со дивечот, како во полскиот дел од општината, така и во планинскиот, каде најраспространета е дивата свиња, не беа доволна причина ловците да реализираат успешна ловна сезона. Практично таа им е скратена поради тоа што на 25 октомври истече концесијата на ловното здружение Осогово, па ловците практично останаа ни на небо, ни на земја. Тие што платиле членарина се прашуваат дали парите ќе им пропаднат, а другите се снаоѓаат со уплати за членување во здруженија во соседните општини кои гравитираат кон Осоговските планини и кон Плачковица. Како и да е, ловците навикнати со години да ловат на познатите терени, сега се доведени во ситуација да менуваат друштва, да бараат нови ловишта и да патуваат подалеку со цел да ја задоволат својата ловечка страст. Ловното здружение Осогово важи за едно од најорганизираните во државата и во дадената ситуација не сноси одговорност затоа што некој навреме не распишал конкурс за доделување на концесии. Неговото раководство навреме алармирало дека може да дојде до ваква ситуација, но поради неразјаснетите причини постапката не е спроведена благовремено. Тоа ги остава во незавидна позиција, односно меѓу чеканот и наковалната. Соочени со ваквата состојба, а со цел да го заштити дивечот, кој извесно време ќе нема стопанственик, полицијата спроведува активности за контрола на ловците кои не може да ја одолеат на